Since you went away, I think about you all through the day, my buddy, my buddy. Nobody quite so true. I miss your voice and the touch of your hand. I long to know that you understand, my buddy, my buddy. Your buddy misses you. Oh, how I miss your voice and the touch of your hand. I long to know that you understand, my buddy. My buddy, your buddy misses you. Ова видео кое што го погледнавте на самиот почеток на новото издание на Културна матрица е одлична најава за разговорот и за мојот гостин во ова издание на емисијата. Филип Петковски е млад театарски режисер и танчер и од неодамна магистар кореолог. Ова што го погледнавте се инсерти од неговата најнова представа која што неодамна беше одржана, односно премиерата беше одржана во Скопје. Насловот е Хопскоч или Плочка. Сите детали околу Филип Петковски, околу представата, околу следните изведби на оваа навистина интересна представа ќе можете да ги слушнете во следните речиси 20 на минути во ова издание на Културна матрица. Овде ќе ви посакам добре дојде, ќе ве поканам да останете со нас до крајот на емисијата и секако добре дојде ќе му посакам на Филип. Добре ве најдов. Ние се дружавме овде токму во ова студио, во една од претходните поодамнешните изданија на Културна матрица. Датата не се сеќавам, меѓутоа памтам дека поводот беше исто така на твоја представа која што навистина имавме задоволство да им ја најавиме на гледачите. Имаше голема заинтересираност, трамвајот наречен Копнеш. Некако оние кои што се заинтересирани за вакви модерни и современи американски автори 20 век, веројатно веќе ми е јасно зошто токму ова дело си го избрал како твоја следна работа. Еве да почнеме од премиерата. Какви беа впечатоците, кога се одржа премиерата? Премиерната изведба беше на 24.11 во салата Владо Тасевски. Така. Имаше забуни на самиот почеток, ќе ве прекинам, имаше забуни околу тоа каде се одржува представата. Така, Еве да им објасниме на гледачите. Салата Владо Тасевски е бивша мала станица, бивша театарот Мала станица, кој се наоѓа веднаш до поштата кај железничката станица. Така, значи не е основното училиште Владо Тасевски. Не е основното училиште, да. Тоа се случи исто и на премиерата кога голем дел од публиката беше отишла во школата Владо Тасевски, меѓутоа не е, до поштата, до железничката станица. Позитивно искуство, јас бев задоволен, глумците беа задоволни исто така. Накусо кратко и сладко, бидејќи исто и изведбата трае кратко, потполно задоволен сум од представата. Колку трае представата и кога е следната изведба? Представата трае околу 70-80 минути. Наредната изведба е во петок на 4.12 на академската сцена на Факултетот за драмски уметности во 20 часот. Така. И наредната е во понеделник на 7 декември со почеток во 21 часот во салата Владо Тасевски, што е најавив претходно.
Првата реприза на оваа представа всушност се поклопува и со ова издание на Културна матрица, за разлика од некои си помалку од еден час, така што гледачите ќе го изгледаат ова интервју и потоа ќе појдат на представата да се уверат дека сето она што ќе им го кажеме преку 24 вести како медиум ќе се уверат лично на терен. Морам да забележам, мене ми се особено драги американските автори од 20-тиот век, секако дека ви се драги и вам, бидејќи токму нив ги избирате за работа. Еве да им го представиме делото на нашите гледачи. Зошто го избравте? Кој беше поводот? Како стапивте всушност во... Така, за Израел Хоровиц, тоа е, ајде да кажем еден исто од помилените американски автори кои се занимава со едночинки, односно вакви кратки представи од еден чин. Представата имам работено, всушност тоа ми е првиот испит по режија, додека студирав на Duquesne University. И се мислев, бидејќи представата работиме по покана на Даниел Ѓокевски на Youth Council of the American Embassy во Македонија. Со младинска тематика требаше представа. Така да сакав да работам нешто модерно, нешто американско, што се занимава со пак помодерна тематика, иако представата се одвива во 90-тите години на 20 век. Пак сакав да представам нешто ново, да избегаме од поголемите американски дела, например како што беше Трамвајот наречен Копнеш и Тенеси Вилијамс. Ова е едно ново модерно видување кое е наменето за младинска публика во Македонија. Да ми представиме на гледачите и приказната која што ќе ја начекаат по представата? Така, да. Па бидејќи е кратка, јас што и да кажам, премногу ќе издатам за представата. Се работи во принцип за една средба помеѓу главните ликови Уил и Елса, кои биле некогашни љубовници. Како тече дејството, нели? Ликовите си даваат една повторна шанса, меѓутоа завршува како неуспешен обид. Така. Зошто се одлучуваш за промоција и презентација на американската драма од 20-тиот век во Македонија? Не е доволно застапена? Мислам дека не е доволно застапена. Да, тоа кога работев и со театар, нели, лани со Трамвајот, се земав една мисија, една цел да почнам да се занимавам само со американска драма во Македонија. Најпросто кажам, го сеќам тоа нешто што ми лежи. Додека студирав режија во Соединетите американски држави, највеќе се посветувавме на американска драма, например руска или било каква светска драма, беше нешто што не беше толку доволно застапено и не ми е доволно проучено, така да ова го осеќам како нешто поблиско, како нешто што го знам, како нешто што знам да го работам и да го представам, а воедно мислам дека и фали на Македонија, така да... Јас сум од оние луѓе кои што сакаат да прават и да читаат листи, затоа морам да ве прашам, постои ли некоја листа која што имате некаде во глава на омилени американски автори од 20-тиот век кои што би ги препорачале на публиката? Нешто што навистина го формира вкусот, го формира стилот? Што е оно што не смеа да го испуштат? Како класици, нели? Така. Па јас би препорачал се од Тенеси Вилијамс, се од Юджин О'Нил, Едвард Алби, кој се плаше Вирџинија Вулф, Торнтон Уайлдер, не знам уште, една од помилените сега е Огост Осејч Кауни или Август во округот Осејч, која е една од Трейси Лец, која е една од моите помилени представи која би сакал да ја работам како нареден проект. Така. Како се вклопува фолклорот, односно фолклорните танци и балетот со американските автори од 20-тиот век? Не се вклопува. Да, тоа ми е нешто два типа на љубов, да речеме. Тоа е нешто што не го работам паралелно, односно одвојно се посветувам на двете типа на уметност, така да со режија исполнувам нешто што сакам да пренесам некаква порака кон публиката и да го преточам кон јавноста, додека со фолклорот и со танцот да си ги задоволам своите лични потреби, да излезам на сцена и да без зборење и без никакво дејство да пак да пренесам некоја порака. Така. А како се вклопуваат двете, да не ги наречам професии, меѓутоа веројатно страни од вашата личност, од една страна режисер, од друга страна танчар и кореолог? Како се вклопува тоа? Предпоставувам дека едно со друго е многу соодветно се надополнува, се надоврзува, да, па може голема помош. Да, така? Можеби, меѓутоа јас до сега немам направено некој спој помеѓу танци и театар, уште би сакал.
ќе најавам и еден нов проект кој чекам да се реализира со музика на Дуке Бојаджиев и на Борис Харфман. Проект кој се вика Зеркало, кој баш обработува таква етно-електро тематика, односно сакам да представам тој македонскиот фолклор во некоја модерна техно или некоја електронска варијанта. Додека етнохорологијата е научна дисциплина, нема тука повеќе практика, тоа е повеќе академска работа. Со театарот, етнохорологијата па и да не се поврзува, меѓутоа танцот и театарот дефинитивно би сакал да ги сврзам некако, како што најавив во некој нареден проект. Така. Најавивме дека Плочка или Хопскоч, како што е оригиналниот наслов на англиски на представата која што ја работевте, премиерата беше во салата Владо Тасевски, следните две закажани репризи се на сцената на ФДУ. Намерно ли избирате некоја помала, поинтимна сцена, бегате веројатно од оние големи класични театарски сцени? Намерно. Мислам дека има поголем одзив за македонската публика вакви некои алтернативни локации, ајде и не алтернативни, некои помали места, например. Поинтимни веројатно. Да, многу од луѓето кои дојдоа на представата или кои што резервираат карти, уште никој не знае каде се наоѓа оваа сала или Владо Тасевски, иако располага со апсолутно со целокупна театарска сцена и простор баш погоден за одржување на театарски представи. Би сакал да режирам и во поголемите театри, меѓутоа знаеме како стојат работите тука. Можеби немам се уште доволно искуство, можеби се уште не сум одбрал проект кој би бил погоден за такви институции. Меѓутоа сега за сега најголемо задоволство баш ми причинуваат овие такви поинтимни сцени по мали театри. Како се снаоѓа, како живее или преживува млад режисер овде во овие наши средини, во овие наши простори, знаеме какво ни е општеството. Од аспект на финансискиот аспект или поддршката за представите, што е особено важна или клучна, би рекла, за нешто да се направи, нешто да се реализира и да се понуди на публиката? Финансиски, да речеме и не се преживува, меѓутоа, јас сум задоволен лично. Не би сакал никогаш режија да ми е примарно занимање. Тоа е нешто што сакам да го правам, меѓутоа во слободното време. Од проста причина што тоа не е некоја професија. Мислам, е професија, меѓутоа не може да се живее од таа професија во Македонија, колку сум јас запознаен, немам искуство, па и мислам дека и било каде во светот. Сепак тоа се работи за еден проект кој може да биде или да не биде одобрен, кој може да биде или да не биде исплатен. Најчесто, мислам, јас и би работел про боно представи каде што нема потреба од финанси, меѓутоа не е тоа постојана работа. Тоа е секој режисер се задоволува некои своји лични идеали со своите представи, меѓутоа колку може да траеве таа представа, колку изведби може да има и дали секој месец еден режисер може да спрема представа и буквално да има примање на тоа е малку нека се сведува некако на некое многу сериозно и многу професионално хоби веројатно. Да, е баш така, професионално хоби. Нешто што јас би го работел после работно време или барем сега за сега. Да се навратиме кон образованието, ве најавив како режисер танчер и од неодамна магистар кореолог. Се образувавте овде во Скопје, во средното музичко училиште, понатаму во Пенсилванија во САД. Да направиме некаква паралела, каков е тој не комплетно цела слика за образовниот систем, меѓутоа конкретно за она што го разговараме ние овде, танци, режија. Што е она што се разликува? Постојат ли допирни точки? Што е она што можеш да кажеш дека си гор што си излегол од овие наши простори за да го научиш некаде таму многу подалеку? Во средното училиште, например, повеќето часовите се фокусираа на практична настава и на стручни, повеќето беа стручни предмети, додека наместо во конзерваторија на Duke University бев по театарска катедра, меѓутоа не од тие типичните факултети, например како кај нас факултетот за драмски уметности, каде што се изучува само драмските уметности, например јас имав и предмети од астрономија, математика, религија, било какви. Со тоа што по разговор со професорот Џон Лейн, кој ми беше и предпоставен, многу просто речено, кажа ако си глумец или ако си режисер, ако те бива, те бива. Не е важно колку многу предмети имаш изучено и дали се тоа, не знам, говор, игра. Колку учиш и што учиш, не е важно. Така да, една паралела, па не знам,
тука веќе се занимаваме со некој даден факултетите нудат веќе некоја дадена програма на предмети, додека јас каде што студирав на Duquesne University сам можеш да си ги бираш предметите, односно имаш нели некои обавезни предмети кои мора да ги посетуваш, меѓутоа другите едноставно ти дозволуваат сам да се креираш како личност и сам да бираш што ќе студираш. На нашите факултети мислам дека тоа не е опција, тоест не можеш, нели има изборни предмети, меѓутоа вама се сведува да сите предмети да бидат изборни, односно да сам да се ги бираш од дадена бранша, нели. Така, веројатно многу по-либерално. Да. Она што стои во вашата биографија е тоа дека по завршувањето на студиите работите во еден од култните центри во Норвешка. Еве да направиме споредба со таа средина таму и таа средина и оваа средина овде. Зборуваме за Норвешка која што е дел од Европа, секако Македонија е дел од Европа. Стакал некој да го признае тоа или не. Колку се обрнува внимание на истите нешта кога се избира текст кој што ќе се постави на сцена, зборувам од аспект нели на режисер. Публиката покажува ли интерес само за оние модерни дела или се задржуваjo оној како сака да го наречат вашите колеги железен класичен репертоар? Така. Што е она, да направиме споредба меѓу делата кои што се работат еве во Норвешка и кај нас и секако споредба меѓу публиката. Така, во Норвешка, барем таа година дена додека живеев таму, било кој од делата кои ги гледав на сцената, на театарските сцени таму, не ми се познати, бидејќи се работи најверојатно за домашни текстови. Јас одев во театар, меѓутоа буквално гледав онака во сцената и ништо не разбирав, што бидејќи не го разборувам јазикот. Така. Меѓутоа норвежаните одат сака да прикажат некаква абстракција, некаков модернизам, потполно некоја нова сфера што не постои уште во Македонија од продукциски тип, од театарски тип, на светло, режија, буквално се. И многу е битно во Норвешка како ќе го продадеш своето дело. Мислам секаде е битно, меѓутоа јас таму работев Closer на Патрик Марвер. Пак нели се решив за модерно нешто, овој пат не американско-британско, меѓутоа со таква младинска тематика. Дали можеби поради популарноста на филмот, нели исто Closer, културниот центар Исак се нафати да ја постави оваа продукција. Меѓутоа кога би зборувале за нели националните театри, националните установи во Норвешка, мислам дека сепак два пати би размислеле дали би представиле некаков текст кој не е норвешки, бидејќи како што ви кажувам, се буквално што имам гледано во Норвешка се сведува на некои нивни домашни. И тоа не правиме нели муабет за Хеда Габлер и за тие нивните класици, него нови дела кои драматурзите ги објавуваат, и веднаш доживуваат реализација на сцена. Така. Како е кај нас? Кај нас Споменавме дека модерните американски автори не се опфатени, меѓутоа што е она што забележувате дека во последно време се работи, што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа? Кај нас јас мислам, на дела, така. Јас мислам дека имаме највеќе акцент на руска драма, нели еве сега ќе гледам и Мајсторот и Маргарита, војкувања, мислам дека и на факултетот нели за драмски уметности со тоа многу се работи. Јас сум многу задоволен на принцип од театарот во Македонија. Мислам дека многу колеги кажуваат дека нели не функционира, меѓутоа не е толку застапен. Јас мислам дека театарот во Македонија цвета. Буквално имаме нели толку театри, толку алтернативни сцени, алтернативни продукции, каде што баш може да сретнеме се и се што, и тоа не сум јас нели во Македонија сум отприлика околу година дена. Или така си доаѓам повремено на неколку месеци. Меѓутоа тоа што јас го имам гледано премногу ми се допаѓа. Гледам дека почнуваат нели да се работат и некои нели модерни текстови, се осврнува нели и на македонски текстови пак, меѓутоа можеме да направиме нели баш еден скоп на светска драма во Македонија, дефинитивно мислам дека е застапен. Јас ќе се согласам и ќе ги пофалам независните театри кои што навистина привлекуваат многу публика и имаат многу што да покажат. Културна матрица секако е отворена за нив во секое време. Плочка или хопскоч, не случајно го нагласувам повторно англиското име на представата, бидејќи представата всушност беше изведена и на англиски јазик. Споменавте претходно дека во Норвешка кога сте ги гледале представите не сте разбрале буквално ништо. Истото се случува кога
кој да ќе замине некаде во театар и не разбира ништо. Колку е важен јазикот? Зошто се донесе одлуката, односно како ја донесовте одлуката да се игра представата на англиски со тоа да се понуди нели на поширока публика? Па тоа сакавме, тоа беше идејата да представиме нели малку на интернационална публика, бидејќи во Македонија живеат луѓе. Факт е дека живеат многу странци. Да, и кои не се македонци, кои не го разбираат македонскиот јазик. А меѓутоа тоа дојде со идејата нели на Youth Council и на Американската амбасада, баш како промоција на американска драма, да се игра и на англиски јазик, меѓутоа е проблем јазикот, бидејќи со актерите, значи Стефан Вујсик и Долорес Поповиќ, иако се одлично го зборуваат јазикот, проблем е да се игра, да се изнесе некаква емоција или некакво дејство на друг јазик, освен мајчиниот. Да. Меѓутоа баш целиот проект го работевме како една работилница на американска драма и како се реализира американски театар. Беше проблем да се изведе представата на англиски јазик за нив. Мислам, јас нема проблем со тоа. Меѓутоа, еве, функционира, убаво изгледа, течно, мислам, оди говорот, така да понудуваме пак нешто ново, за нив беше еден предизвик и мислам дека нели пак е еден вид на школа. Што е она што планирате да го работите наскоро? Наскоро, кој што најавив, нели, еден Зеркало, еден танцов проект, кој би сакал да го реализирам. Ништо не ми е апсолутно потврдено, ова се само мои желби, и со филмската режисерка Тамара Котевска и модната дизајнерка Маја Кикириткова планираме уште еден проект каде што ќе го представиме американскиот филм на сцена, почнувајќи од Чарли Чаплин па се до Pulp Fiction. Тоа беше една моја идеја да спојам театар и филм. Ако забележавте, јас веднаш се насмеа. Да. Кога го слушнав ова, верувам дека и публиката ќе се заинтересира. Така, да. Сакавме да одвоиме, нели, сакаме да одвоиме такви моменти од тие најпознатите американски класици и да ги направиме, да ги вклопиме во едно сценарио и да ги прекажеме на сцена, не на филм. Да покажете дека тоа може да функционира и во театар. Да, апсолутно. Така. Да ги потсетиме гледачите, поводот за гостувањето на Филип Питковски беше неговата нова представа Хопскоч или Плочка. Ќе ги потсетиме уште еднаш дека на 4 и на 7 декември. 4 декември, да, на академска сцена на ФДУ, со почеток од 20 часот и потоа на 7 понеделник со почеток од 21 часот до салата Балатасарски. Каде може да ги резервираат картите, да побараат билети за представата? Не се плаќаат картите, нема билети, меѓутоа резервација потребна на hopscotch.macedonia@yahoo.com или Филип Петковски Dance and Theater на Facebook. Имаме ивенти или на Youth Council of the US Embassy на Facebook исто, така да на повеќе места. Меѓутоа пак ќе кажем потребна е резервација, меѓутоа не се плаќа влезот за представата. Така, картите се бесплатни. Навистина благодарам за ова гостување и еве да побрзате со она што го планирате за да се видиме повторно во ова студио, да се дружиме во Културна матрица и да им секогаш е задоволство кога млади и амбициозни автори ќе можеме да им представиме, односно јас ќе можам да им ги представам на гледачите преку оваа емисија. Благодарам за гостувањето и многу среќа на следните две изведби. Благодарам. Почитувани гледачи, ова е крајот на интервјуто, меѓутоа не и крајот на оваа Културна матрица. Знаете дека до крајот го гледаме уште краткиот блок вести од областа на културата. Новата директорка на Агенцијата за филм на Република Македонија, Мими Ѓурговска-Илиевска, одржа работна средба со македонските продуценти, со цел да се продлабочи соработката меѓу агенцијата и продуцентите, како основни двигатели во создавањето на македонскиот филм. На средбата беа изнесени досегашните искуства и сугестии на продуцентите за имплементацијата на новиот закон за филмска дејност. Беше констатирано дека е потребно што поскоро да се донесе стратегија за филмска дејност со активно вклучување на филмската фела во изработката. Ѓурговска-Илиевска на функцијата доаѓа од директорското место во Кинотеката на Македонија. Незин претходник во агенцијата беше Дарко Башевски, кому му заврши мандатот. Се очекува Министерството за култура да назначи нов директор на испразнетото директорско место во Кинотеката на Македонија. Друштвото на филмските работници на Македонија, кој досега беше остар критичар на работата на Агенцијата за филм, ја поддржа смената на директори и оттаму веруваа дека со новиот директор ДФРМ ќе имаат подобра комуникација во насока на подобрување на филмската дејност во земјава.
Бардот на македонската поезија академик Матеа Матевски е првиот добитник на повелбата на Блаже Коневски, што Друштвото на писателите на Македонија ја доделува за врвни творечки остварувања од парадигматски карактер, со трајни белези во развојните процеси на македонската литература и со значајни проблесоци во литературните и во културните центри во Европа и во светот. Повелбата на Блаже Коневски неодамна ја востанови ДПМ во знак на чествување на големиот поет и прв председател на Македонската писателска асоциација. Повелбата ќе се доделува на секои 5 години. Годинава признанието ќе биде врачено на 17 декември, на свечен собир што по тој повод ќе се одржи во рамките на традиционалните денови на Блаже Коневски. Машкото двогласно пеење од долни полог гласоечко е ставено на ургентната листа за заштита на културното нематеријално наследство на УНЕСКО. Станува збор за традиционална музичка форма, карактеристична за овој регион, а со самото тоа и од огромно значење за културниот идентитет на населението. Името е од локалното население, што значи дека се пренесувало усно од генерација на генерација со векови наназад. Се пеело најчесто во придружба на гајда или кавал, спонтано било изведувано на празници. Во денешно време постепено исчезнуваат луѓето што го практикуваат овој вид пеење, така што денес нема повеќе од 2 или 3 групи што пеат во гласоечки стил. Отсуството на снимки од ова пеење, поврзано со емиграцијата и незаинтересираноста на младите, ја осудуваат оваа традиција на исчезнување. Верувам дека и овој пат успеавме да ве задржиме пред малите екрани во изминатите речиси 30 на минути. Секако ви останете на програмата на 24 вести, бидејќи сме тука за вас 24 часа во текот на денот. Репризното издание на Културна матрица е во понеделник во 10 часот и 30 минути, а секако емисијата можете да ја најдете и на www.24vesti.mk. Ми беше задоволство повторно да се дружиме и секако следната средба ви ја закажувам за петок 19 часот и 15 минути. Довидување.